Емисијата 168 часа на телевизија Стар синоќ ја донесе голем интерес кај гледачите, а аналитичарот и председател на Граѓанско-демократската унија Петар Колев изнесе нови видувања за генералната политичка состојба во државата. На прашањето кој е виновен што Македонија е со најдолг стаж на чекање во европската чекална, Колев прстот го посочи во политичарите и правосудството. Реално секој еден наш сограѓанин ако погледне дали има некаква разлика во правосудниот систем од сега и пред 5 години, јас сум убеден дека ниту еден од нас нема да каже дека има некаква разлика, бидејќи реално нема таква разлика. Истите суди, истите јавни обвинители, се е апсолутно исто, истите правила, истиот начин на владење на правото како од едно минато време. И тука кога ќе станува збор за тоа дека некој од европските лидери ќе ни посочи дека ние имаме сериозен проблем со владењето на правото, ние започнуваме да му се лутиме нему, а не на нашите политичари, на нашите суди и јавни обвинители кои што работат по порачка. И тука ние треба да го побараме проблемот пред се во себе си. Освен што од себе за евроинтеграциите даваме се, смета Колев, нашата дипломатија за возврат не бара ништо, тврди Колев. Кога зборуваме за источниот регион и оној пат кога зборувавме за договорот со Бугарија, јас неколку пати спомнав и пак ќе повторам. Зошто Димитров не побара од Бојко Борисов да се отвори Клепало? Зошто Димитров не побара од тоа граничниот премин на Делчево да изгледа од бугарска страна по-нормално? Зошто Димитров не побара од бугарскава страна со европски средства да изградиме автопат Кочани Благоевград? Ако погледнете реално, македонската дипломатија даде се што е побарано од бугарска и од грчка страна, но за возврат не добивме апсолутно ништо. И тоа е знак дека нашава дипломатија не ги заштитува под најдобар начин и во најдобра форма интересите на оваа земја. Во однос на прекобројните пратеници и нивните привилегии, Петар Колев е со следниот став. Значи, може жениве во истокот да ринтаат за 12.000 и да се возат по 50-60 жени во автобус, а Стеваранџија на Пудрениот не може да си ги плати трошоците во Скопје, така? Јас во таква држава не сакам да живеам. Да не дојдеме во ситуација, правилно. господине Колев, да нема интерес луѓето да бидат пратеници. Како тоа нема да има интерес? Зошто тие влегуваат во политика? Па може би токму заради привилегиите. Тогаш ќе се исчистиме од профитерите и лажговциве во политика. Јас сум за да нема плати во тој сектор. Таа функција, изборна функција, ти излегуваш на избори за да работиш за општеството, да работиш за државата. Не одиш да се кандидираш за плата. Сакаш плата, имаш приватен сектор. Направи бизнис, прави пари, плаќај даноци и стани мултимилионер. Зошто си се фатил да бидеш народен избраник, народен пратеник?